Проектот воведување на национална програма за консолидација на земјоделско земјиште, кој што е финансиран од Европска унија, а го спроведува ФАО заедно со Министерството за земјоделство, започна да се спроведува во март 2017 година и ќе трае до август 2020 година. Проектот е имплементиран од страна на ФАО како организација која што има богато искуство во спроведување на окрупнување на земјишта. Окрупнувањето на земјоделско земјиште е процес кој што ефективно се спроведува во многу европски земји подолго време, меѓутоа е релативно нов процес во Република Северна Македонија. Се работи за ефикасен инструмент за управување на земјоделско земјиште, од кој што краен бенефит имаат самите земјоделци, бидејќи истиот им помага да ја подобрат територијалната основа за спроведување на земјоделските активности, што би резултирало со зголемена конкурентност на земјоделското производство. Консолидацијата на земјоделско земјиште е процес на репарцијализација на раситнетите земјишни парцели, со што истите се окрупнуваат и се подобрува можноста за подобрување на руралната инфраструктура, вклучително рурални патишта, системи за наводнување и одводнување, што значи дека целокупната основа за спроведување на земјоделските активности се подобрува. Со окрупнувањето на земјоделското земјиште, повторно ќе напоменам, се постигнува подобрена форма на земјишните парцели. Истите се еден земјоделец добива можност на окрупнување на својот земјоделски имот. Со тоа практично се зголемува ефикасноста на земјоделските активности, се намалува потребата од патување од една до друга просторно оддалечена земјишна парцела и се на се оние земјоделци кои што ќе се вклучат активно во процесот, се оние кои што ќе бидат победници за тоа што се работи за многубројни придобивки за зголемување на ефикасноста на земјоделското земјиште. Денеска во Прилеп ја почнуваме вториот циклус на селекција на подрачја кои се погодни и каде што има интерес за окрупнување на земјоделско земјиште. Значи, во наредниот период од 2 месеци, нашата задача, заедно со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е да ги информираме најблиску што можеме сите собственици на земјиште, приватно земјиште преди се, како и земјоделци, која е постапката за аплицирање и кои се придобивките од отпочнување на постапка за окрупнување, односно консолидација на земјоделско земјиште на територија на цела Македонија. Како што кажав, денеска сме во Прилеп, но ќе имаме вакви средби на повеќе локации на територијата на цела Македонија. Инаку, од суштествена важност е да се одберат вистинските локации, каде што има потреба и оправдано за отпочнување на окрупнување на земјоделското земјиште. Можам да кажам дека идеална локација не постои, но ги земаме во предвид сите оние локации каде што преди се има активно земјоделско производство, каде што има голема фрагментација, односно расцепканост на приватните поседи, но исто така од клучна важност е интересот и спремноста на локалната заедница, преди се на собствениците на земјиште да влезат во еден ваков процес. Постапката на консолидација е долготраен процес, кој трае можеби година, две и што опфаќа. Значи, тој се спроведува во неколку фази. Прво се прави детална анализа на сето она што во даденото подрачје постои, од аспект на кои се све собственици, кои проблеми има имотно-правни и дали на кој начин може да се решат со постапката на окрупнување, кој е земјоделското производство и ризиците, но исто така и можностите за замена, односно подобрување на земјоделските практики. И третиот сегмент е исто така правиме анализа што има
но што фали исто така од земјоделската инфраструктура во полето каде што би била интервенцијата, од типот на потреба за подобрување на рурални патчиња или систем за наводнување или надминување на проблемите со поплави и слично. Од кога е направена анализата, почнува реалната срцето, односно сршта на постапката за консолидација, каде што се прават интензивни, детални разговори и преговори со сите сопственици, на кој начин ќе се укрупнат нивните поседи. Значи, земјата, најпластично објаснето, секој сопственик ако има, да кажеме, 1 хектар која е расцепка на 4 или 5 парцели, преку постапките на укрупнување, значи дека тој би го добил својот посед на една локација. Со тоа што нормално ја зголемува ефикасноста на производството, но исто така значително ги намалува трошоците на сопственото производство и на крај на денот директно се придонесува кон намалување на загадувањето кој потенцијално земјоделското производство го прави. На крај, една успешна консолидација завршува со издавање на имотни листови на новата состојба, на новиот имот на секој од земјоделците и интервенции доколку има потреба во земјоделската инфраструктура. Морам да напоменам дека во консолидацијата една од главните принципи по кои се спроведе оваа постапка е дека секој сопственик на земјишта излегува од постапката со најмалку истата вредност и површина на земја со која влегува. Ние, иако сме на раните почетоци на спроведување на постапките на укрупнување во Македонија, ние имаме над 7 локации кои се на територија на цела Македонија, кои се во различита фаза на имплементирање на постапките на консолидација. Имаме 5 активни локации во Битолскиот регион, 4 во Кочанскиот регион, имаме во Гевгелиско-Богданскиот регион, Радовишкиот регион, така да полека, но сигурно овој концепт на укрупнување се прифаќа се повеќе и од земјоделската популација, но и од сопствениците на земјоделско земјиште.